Се ситни поддршката на Ковачевски за уставните измени. Еден пратеник од СРСМ од првата изборна единица, како и еден пратеник од помалите партии во владината коалиција. Најверојатно нема да гласаат за вметнување на бугарите во преамбулата на македонскиот устав, брифираат извори за Алфа. Токму овие пратеници веќе неколку пати прекосале на политиките на власта. Едниот бил против францускиот предлог, но и против законите за Бехтел и ЕНК. Без овие пратеници од своето мнозинство, Ковачевски се потешко ќе може да го оствари ветувањето кое го даде на Софија, но и на Европската унија, дека ќе може до крајот на годината да го обезбеди потребното двотретинско мнозинство за промена на уставот. Во прилог на информациите дека пратениците му откажуваат послушност на Ковачевски, беше шпекулацијата дека пред нешто помалку од еден месец имало голема капка во СРСМ, и тоа токму на тема уставни измени, што резултирала со оставка на премиерот што била скината од спикерот Џафери. Ковачевски демантираше дека потпишал таков документ. Знаејќи го фактот дека ВМРО ДПМН децидно го кажа својот став, дека уставни промени во овој парламентарен состав нема да има, а и неприфаќањето на отворање на уставот и вметнување на бугарите во него, беше иницијална каписла партијата на Трајанов да ја напушти владеачката коалиција. Ковачевски по се изгледа останува само со нешто повеќе од просто мнозинство во собранието. До тоа доведува и фактот дека токму дел од албанските партии не му даваат целосна поддршка на Ковачевски за уставни измени, без нешто да добијат за возврат. Движењето на Касами, Беса, беа јасни дека тие ќе гласат за вметнување на бугарите во уставот, но само ако Ковачевски се согласи да ја избрише формулацијата 20% од највисокиот правен акт. Ако се зема предвид и потпишувањето на соработката на Касами и Гаши, се остава простор и за алтернатива да се приклучи со условување кон СДСМ. И Алијанса за албанците барат бришење формулацијата 20%. Дали и тие ќе условуваат, останува отворено прашање. Со ваквите здружувања и калкулирање на политичките партии, она што го вети Ковачевски, без консултација со опозицијата и експертската јавност, како услов за почеток на преговори, се чини недостижно. Токму во таа линија се и обвинувањето на дел од аналитичарите, дека закочениот процес на Македонија за членство кон Европската унија е вина на Ковачевски, отиветел нешто што тешко ќе може да го исполни.